Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска сме понеделник 11. април 2022 година. Утрово во Кавадарци осамна релативно свежо за ова време од годината. Во минатите емисии најавивме дека времето ќе се промени, па и тоа се случи денеска, а исто така ќе биде такво време и уште постудено и утре. Според денешната прогноза која гласи дека ќе имаме сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерен вдолж поврдарието и во источните делови засилен ветер од северен правец. Иако кога влеговме во студиото, температурата беше некаде 6-7 степени, меѓутоа се чувствуваше многу постудено поради северниот ветер. Така да, денеска ќе имаме претежно облачно со сончеви периоди. Температурата ќе се движи од -4 до 6 степени во крајните западни делови на нашата земја, во северните делови од 6 до 14, односно 3 до 10 во Комановскиот дел, во Беровскиот од 1 до 9, Гевгелија ќе биде најтопло од 9 до 16, во Тиквишијата од 5 степени до 15, Пелагонискиот од 4 до 13 и Охридскиот од 0 до 12 степени. Што се однесува до утрешната температура ќе биде пониска и утринската и дневната температура ќе се движи во западните делови од -4 до 10, иако ќе биде сончево, но ќе биде постудено. Ќе имаме скоро насекаде утрински ниски температури од -4 па до +2 во Гевгелискиот регион. Меѓутоа во другите делови ќе имаме претежно -5, -2, -2, Охридскиот, -3, Кумановскиот, тоа се утринските температури. Може би овошките некои ќе страдат, на жалост, но тоа е прогнозата. Веќе од следните 2-3 дена температурата ќе почнува да се покачува, повторно ќе дојдат оние вообичаени пролетни температури, но ова е сега навистина овие денови свежо ќе биде и затоа облечете се топло. Како што еден прогнозер напиша овие денови, немој зимската опрема, односно облека се уште да ја пакувате во вашите ормари, зашто ќе ни треба. Отприлика тоа беше најавата за прогнозата, за времето, какво време не очекува денеска, утре и во наредните 3 дена ќе имаме, облачно време, утринските температури ќе бидат под нулата, а дневните ќе се искачуваат до 20, односно 23 степен во позитива. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, информацијата кажува дека сообраќајот на државните патишта се одвива по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за излез и влез од државата. Автомотосојузот на Македонија, почитувани пријатели, препорачува озбилно, односно внимателно возење и движење по патишата низ Македонија. Некаде, има и одрони, кај што има клисури и така натаму, бидете внимателни, посебно вие возачите кои возите во градските средини, внимавајте на пешачките премини, каде што тој дел е издвоен или каде што нашите пешаци поминуваат, а и сите ние сме пешаци, затоа возачите се предупредуваат на внимателно возење. Тоа беа тие неколку сервис информации.
денеска е 101 ден во годината, значи еве полека ги трошиме и овие денови на оваа 2022 година. Би сакал да прочитам на денешен ден што се случило 11 април 2022 година денеска, но што се случило во минатото на денешен ден. Еве имаме многу тука напишано, значи настани кои се одиграле во минатото, меѓутоа еве за нас што е поважно, односно можеби што познато. 1755 година роден англискиот хирург и палеонтолог Джеймс Париксон, кој е открил и опишал нервната болест на екстремитетите, односно системот кој ние го носиме во себе, наречен Парксенова болест. Значи, овој доктор ја пронашал ова болест, односно симптомите, прв го опишал, значи, тоа воспаление на слепото црево и објавил повеќе дела од оваа тематика. Тој починал 1755 година, Джеймс Парксинонс, значи на денешен ден. На денешен ден, 1814 година, по поразот во Русија, по загубената битка кај Лајпциг и по падот на Париз, францускиот цар Наполеон Бонапарта бил принуден да абдицира. Сојузничката коалиција му го доделила островот Елба како имот од каде што идната година се обидел повторно да ја освои власта. Со поразот кај Ватерлоо конечно била запечатена неговата судбина. Значи, едноставно се повлекол и повеќе не учествувал во таа борба што тој ја водел. На денешен ден, 1945 година, американските војници во Втората светска војна го ослободеле нацистичкиот концентрационен логор Бухенвалд. 1961 година, на денешен ден, пред судот во Иерусалим почнало судењето на австрискиот нацист Адолф Айхман, шеф на оделението во Гестапо за уништување на евреите и за германските логори во Втората светска војна. Добро, еве уште една информација што ни е позната, барем на постарите. На денешен ден, 1985 година, во Тирана умрел Енвер Хоџа, албански политичар и државник. Од 1948 година бил прв секретар на ЦКЕ на албанската партија на трудот. Роден бил во Гирокастро на 16 октомври 1908 година, а починал на денешен ден. На денешен ден, 1992 година, во Министерството за внатрешни работи во Република Македонија е формиран и регистриран Македонскиот олимписки комитет. Еве тоа беа неколку информации на денешен ден што се случиле во минатото, почитувани гледачи. Одиме сега со песна, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Na ovoj svet gostin su, to go znam, i životo težok je, polne sogre, zato kopljam, zato i poubav sve, kade što nema Bog, mi tu smrt. Zato i ljubav sve, za život bez greh, niz boruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas.
o Tvoj zbor i zato sekoj čas se spremam jaz za Tvoj dom, ljubav dom, što me čeka go sjaj, za mene to je večen raj. Za Tvoj ljubav sve, za život bez greh, ni zboruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas. Ke dojdeš li so mene razmisliti, da bideme zajedno vosite dni, može biti to je Tvoj od posleden čas, ne čekaj, vednaš ti odluči. Za Tvoj ljubav sve, za život bez greh, ni zboruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas, da sme spremni v ovoj čas. Evo nepovtorno vo emisija, vo živo, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите ова наша утринска програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Што се однесува до гледаноста на ова наша утринска емисија, навистина ние се радуваме што голем број на наши гледачи не пратат не само од Македонија, туку и од другите делови на светот. Еве, според она статистика што ја дава Facebook, значи сме гледани од Централна Србија, сега по региони. Во Македонија најмногу имаме гледачи од Чаир, Војводина, Кавадарци секако, Јамбол, тоа е провинција во Бугарија, Охрид, Република Српска, Калифорнија, но по земи, еве како изгледа, Македонија секако на прво место, Србија на второ место, Бугарија, Хрватска, Америка, Германија. Поздрав до сите наши гледачи и гледачки кои не пратат од Германија, среднече поздрав до сите вас. Секако и во Босна ги поздравуваме нашите гледачи, во Украина, кај што се уште се води војна, но во оние слободни делови или територии, ете не следат, иако јазикот ни е различит, но имаме песните скоро се слични што ги слушаме, но имаме и разбирливи зборови, бидејќи еве јас имав прилика да ја посетам Украина. Не може да зборуваме, но претежно може да ги разбереме, бидејќи рускиот, украинскиот се многу слични како јазици. Австралија исто така имаме голем број на гледачи, Австрија, Холандија и секако се надем дека и од други делови на светот што ете Facebook не ги регистрира. Што се однесува до годините на луѓето, на жените и мажите кои не следат, тоа е таа популација над 45 години. Секако имаме гледачи и гледачки од 35 до 44 години, од 25 до 34, но повеќето од нив се од таа популација над 50 години, па некаде до 65, односно 70 години. Така да, еве, бидејќи тие се слободни, пензионери се, дома се и ја следат нова наша програма. Сакам да ви спомнам, почитувани гледачи, дека ова емисија се снима и сите се закачени емисии
kojeg imame mnogo dosega održano na našot YouTube kanal Radio Glasna Nadešta i na Facebook stranata Radio Glasna Nadešta. Tako da ke može da gi preporačete, da gi sledat i vašte prijatelji koji sega može bi se na pat ili se na rabota, no možete i u drugite delovi od denot da je sledat ova emisija, kaj što davam informaciji, sovjeti, upatstva, čitam od Biblijata, kažuvam iskustva i se družime skoro jedan čas seko jutro. Продолжуваме со нашата програма, со капки на мудроста. За утро приготвив неколку интересни капки на мудроста, што верувам ќе го привлечат нашето внимание. Само Господ има лек за сите проблеми. Да, ние бараме решение, бараме лек и кај лекарите кога е во прашање нашето здравје или кога сме психолошки можеби оптеретени, одиме кај психолози, бараме, меѓутоа, најдобрите лекови секако за сите наши проблеми ги има Господ. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Мислам дека тоа е многу важно да го сватиме, тоа е порак од мудриот Соломон од Библијата. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух ги суши коските. Не гледај каде си паднал, туку на што си се сопнал. Ние понекогаш гледаме каде сме паднале, а не гледаме што било тоа причина за да паднеме. Еве, порака, некој тоа го доживел и го напишал како мудрост. Песимистот се жали на ветерот. Оптимистот очекува да се смени, а реалистот ги приспособува едрата. Значи, оно што е реалист се снаоѓа и во време на ветар, и во време кога нема ветар. Значи, оној кој е песимист се гледа дека чашата е полупразна, а оптимистот вели чашата е половина полна. Значи, гледа оптимистички, а оној кој гледа само наназад, кој е песимист, во се гледа сивило, во се гледа црно. А реалистот вели ги приспособува своите едра. Постојат само 2 дена во годината кога ништо не може да се направи. Кои се тие 2 дена? Едниот е вчера, а другиот утре. Затоа е денес вистинскиот ден да сакате, да верувате, да работите тоа што го сакате. Всушност, да живеете. Значи, денеска е нашиот ден. Вчерашниот е веќе минат, никош нема да се поврати, а утрешниот ден ќе дојде, но за некои никош нема да дојде. И затоа денеска е нашиот ден, како овде што кажува ова мудрост, почитувани гледачи, денеска е вистинскиот ден да сакате, да верувате, да работите тоа што го сакате. Всушност, да живеете. Дај повеќе одмор на јазикот, него ли на рацете. Еве, понекогаш и тоа треба да се направи. Да се одмори јазикот, посебно некои многу зборуваат. Личното искуство е најдобра школа, но школарината е многу скапа. Мислам дека ќе се сложите со ова изјава. Личното искуство е најдобра школа. Ние читаме разни примери, разни пораки, разни искуства, разни доживувања. Меѓутоа, тоа е се некако таму далеко. Но кога ние нешто ќе доживееме на своја кожа, што се вели, тоа е нешто многу повредно. Биди среќен, тоа ги нервира луѓето. Еве, тоа беа неколкуте капки на мудроста за ова утро, почитувани гледачи. Сега да го проследиме краткиот пример, односно кратката порака врз основа на овој пример. Денес ќе зборуваме за Божилак. Божилак или во народот позната како дзуница. Читаме во прва книга Мојсеева, 9 глава, 13 стих. Го поставува мојот Божилак во облакот и ќе биде знак за заветот помеѓу мене и земјата. Божилакот е или виножито е последица на судирот меѓу светлината и темнината. Тој е дете на бурата. Тој се појавува кога сончевите зраци минуваат низ многобројни ситни капки од дожд кои дејствуваат како призма. Божилакот е воспоставен после потопот како знак на Божјото ветување
дека друг пат нема да ја уништи земјата со сеопшт потоп. Во преносна смисла, Божи лакот ни зборува за Божјата милост. На Голгота се судриле светлината на светот. Тоа бил од една страна Исус Христос и бурата на Божјата правда. Таа бура беше предизвикана од гревот на целото човештво. Резултат од тоа е спектакуларното Божје простување на нашите гревови, кои се прекршија врз жртвеното Божје јагне и создадува духовен Божилак. Новиот завет помеѓу Бога и луѓето се создал. Со тоа ни е возможено да живееме вечно во близина на Божиот престол, обкружен со виножито. Откровение 4 глава од 1 до 3. Виножитото или Божиот лак ни е поука. Ни кажува дека и од бура и облаци може да произлезе прекрасен спектар на благослов. Нашите страдања, нашите таги може да се преобразат во волшебни бои ако врз нив паднат зрнцата на небесното сонце. Ако и ти денеска или јас, односно ние, поминуваме низ духовни бури, обкружени со темни облаци од неволи, дозволимо на Бога да те осветли и пријатно ќе бидеш изненаден. Бог ветува, која ќе донесам облак, во него ќе биде Божилакот и ќе ти ги спомнам сите твои неволи и ќе се спомнам за тебе. И затоа, почитувани гледачи, нека навистина тој Божи лак, тоа виножито на Божјата милост, на Божјата љубов не прати и денеска. Ако нема солзи, окото не би го видело виножитото. Ке има солзи во животот, бидејќи гревот и проблемите носаат секакви појави, но наше е да гледаме во Исуса Христа. Кога после потопот се појавило виножитото, Бог испратил порака дека ставам, овде пишува, го поставувам мојот Божилак во облакот и ќе биде знак на заветот помеѓу мене и земјата, помеѓу нас и Бога. Бог сака да воспостави еден нов завет, еден нов договор, да го вметне тоа виножито, таа негова милост во нашите срца, дека тој е подготвен да не прими такви какви што сме, да дојдеме кај него и да одиме со него по тој пат кој тој го поставил. Нека му е слава на големиот Господ и на нашиот Спасител Исус Христос. Одиме повторно со песна, потоа ќе продолжиме со нашата емисија. Tvoja vrata kuca sam, na tvoja vrata kuca sam. O, zašto odgovor ne daš, na tvoja vrata kuca sam. O, kako Isus, na tvoja vrata kuca sam. O, kako Isus, na tvoja vrata kuca sam. Zašto odgovor ne da
Продолжуваме со нашата програма, со нашата емисија, почитувани гледачи. Вие следите утринската програма на радио Глас на надежда, адвентистичко радио, што емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Пред да последиме денешната утринска порака, која наоѓаме во Евангелието според Матеја, во 14 глава, во 31 стих, би сакал да прочитам една порака што ја споделив утрово на мојот Facebook, на мојата страница, која гласи: кога ќе станете наутро, станете со благодарност кон Бога на своите усни, а кога ќе тргнете на работа, тргнете со молитва кон Бога за помош. Верувам дека ова порака е многу силна и ми се допадна, ја споделив на мојот зид, односно на мојата Facebook страница. Денешната утринска порака носи наслов да ги отргнеме немирот и сомнежот. Текстот во Матеј 14:31 гласи: маловерен, зошто се посомнева? Христос дошол на овој свет за да покаже дека откако ќе прими сила од висините, човекот може да води чист, неизвалкан живот. Тој ги пресретнувал потребите на луѓето со неуморно трпение и сочувство, секогаш подготвен да помогне. Ги изгонувал сомнежот и немирот од душата. Со нежниот допир на благодата, претварајќи го непријателството во љубов, а неверувањето во доверба. Не е мудро да размислува човекот само за своите емоции. Ако го правиме тоа, непријателот ќе ни го попречи, односно ќе ни зададе тешкоти и искушенија, кои ослабнуваат верата и ја уништуваат храброста. Постојаното задржување на она што не вознемирува и предизвикува излив на емоции, значи препуштање и вплеткување во нешто што го збунува духот. Наместо на себе, ние треба постојано да гледаме во Христа. Тука е проблемот, почитувани гледачи, што ние постојано гледаме во себе, во своите слабости, во своите неволи, во своите пречки, наместо да гледаме во Христа. Кога искушенијата ќе навалат на нас, кога грижите неизвестност и темнината ќе обкружат нашата душа, гледајте на местото каде што последен пат сте виделе светлина. Бидете спокојни во Христовата љубов и неговата заштитничка грижа. Кога гревот се бори да загосподари во срцето, кога чувството на вина ја притиска душата и обременува совеста, кога неверувањето го замрачува духот, имајте во предвид дека Христовата благодат е доволна да го совладате гревот и да ја протерате темнината. Тој ќе го загрее вашето срце со својот свети дух. Тој ќе оживе вашата душа во низините слабости, а потоа потпрете ја својата душа со доверба во Бога. Таквата душа му е предана на Бога. Низиниот живот е сокрен со Христа во Бога. Таа ќе биде во состојба да ја издржи пробата, занемарувањето, злоствувањето и презирот, бидејќи низиниот Спасител го претрпел сето тоа. Таа нема да стане раздразлива или обесхрабрена, кога врз неа ќе дојдат тешкоти, проблеми и неволи. И сосема за крај, текстот вели: секој вистински христијанин ќе биде силен, но не заради своите добри дела или заради заслугите од нив, туку благодарејќи на Христовата праведност, која со вера му е припишана. Навистина е големо достигнувањето ако човекот стане кроток и понизен по срце, непорочен и неизвалкан како принцот на небото, додека одел меѓу луѓето. Тоа беше поракава утринска, почитувани гледачи, да ги отргне немирот и сомнежот. Само тоа може го стори Исус. И затоа во една прилика Исус ги покарал, ги искарал своите ученици, кога им рекол: маловерни, зошто се посомневавте? И во нашиот живот доаѓаат моменти кога може нашата вера мала, ниска, слаба. Исус сака да ја заекне твојата вера и мојата, да веруваме чврсто во Него. Би го спомнал во прилика Аврам, големиот Божи пријател, кој некаде на 120 години Бог побарал од него да го жртвува својот син
Isaka. Не му било лесно. Тие 2-3 дена додека се Аврам подготвувал заедно со слугите и со синот да отидат на брдото на гората Мори и тамо да го принесе Исака. Тоа биле најтешките денови во животот на овој Божи човек. Аврам се кршел духовно, дали е тоа Божи глас или глас од сатаната. Тој знаел дека Бог вели не убивај. Тој знаел дека паганските народи ги жртвувале своите деца на богот Молох. И сега се прашувал дали навистина таа порака е од Бога, зашто Бог му дал син, се исполнило големото ветување, дека од него ќе направи голем народ, а сега тој истиот Бог бара да го заколе, да го принесе Исака на жртва. И кога го читаме текстот, навистина Аврам ја го прифатил тој предизвик, чврсто се држал за Божето ветување. Тој знаел дека и да ако го заколе, ако го принесе на жртва, може Бог да го воскресне. И го гледаме сега Аврам заедно со слугите, кога одат кон тоа брдо и некаде во подножјето Аврам ми кажува на слугите, останете ви овде, а јас и Исак ќе отидеме горе, ќе го принесеме, ќе пренесеме жртвата. Стигнале до местото, камењата били тука, жртвеникот бил направен. Исак прашува, тато се е овде, дрвја, еве и оган, а каде е жртвата? Што кажал Аврам, почитувани гледачи? Аврам ја кажува, она силна порака со вера, синко, Господ ќе се погреши. Меѓутоа Аврам знаел дека го нема видливото јагне, ја нема жртвата. Тој знаел дека Исак ќе биде жртва. И најпосле му кажува, сине, ти си таа жртва. Исак можел да го оттргне својот цар татко, да побегне, да се спаси физички, но Исак исто така верувал чврсто во живиот Бог и рекол, добро, татко, ако е таква волјата Господова, јас сум овде подготвен. И легнува Исак на камењата на жртвеникот. Аврам му ги врзува рацете, го вади ножот од појасот и замавнува, да замавне и да го заколе Исака. Во тој миг се слуша глас од небото, Авраме, Авраме. Еве го овено таму во грмушките, немој да го принесуваш својот син. Сушност, ангел Господов ја фатил раката на Аврама. Но што е важно од сето тоа? Важно е дека Аврам покажал вистинска чврста вера во својот Бог. И нека и нашата вера денеска уште повеќе порасне, почитувани гледачи. Да не се сомневаме, да не ни каже Исус за нас маловерен или маловерна. Поракава денеска е да бидеме чврсти и верни на Господа. Сите вие кои сакате да имате Свето писмо, Библија, почитувани гледачи, биете слободни, јавите ни се, напишете порака, а ние ќе ви спратиме и ќе може да ги читате сите овие библиски текстови во вашите Библија, во вашиот дом, во домашна атмосфера. Ако се уште немате Свето писмо или некои ваши пријатели знаете дека немат Библија, пишете ни, а ние ќе ми спратиме по пошта и тоа бесплатно. Одиме сега да ја видиме рекламата на Дописата библиска школа, потоа повторно ќе се вратиме во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со рубриката за нашите градови, села, водопади, кои ги запознаваме и принесуваме поедини моменти од тие наши работи што постојат ете во оваа наша убава Македонија. Денеска би зборувале за македонски брод.
Не знам дали сте биле некогаш во Македонски Брод, но ако поминувате од Прилеп према Кичево, неминовно мора да поминете низ самиот центар на Македонски Брод. Освен Македонски Брод, под брендот Македонски постои и Македонска каменица, за која ќе зборуваме во едно наредните емисии. Но еве денеска да посветиме неколку минути за ова мало градче кој се наоѓа во навистина во еден убав предел во западниот дел на Македонија, обвиткан со шуми, со убава природа. Значи, Македонски Брод изворно и историски познат едноставно како брод. Од поимот брод, што значи во превод прегазлив дел од река или дел кој се поминува низ реката. Градче во западниот дел на Македонија се наоѓа во горниот тек на реката Треска и представува средиште на таа општина или во областа Порече. Од Кичево е оддалечен 27 км од источен правец, а од Прилеп 37 км од северозападен правец. Главен проблем представува патното поврзување со Скопје, бидејќи со изградба на браната Козјак бил уништен дел од директниот патен правец, а сега, за да се стигне до Скопје, треба да се поминат околу 150 км преку Кичево, Гостевар и Тетово. Така да, пред изградбата на ова брана, Козјак има, значи, жителите на Македонски Брод пристапен пат до Скопје, многу побрзо, но ете со попречување на ова брана, тие мора да одат заобиколно преку Кичево или преку Прилеп, па преку Велес и да стаса до Скопје. Македонски Брод е еден од помалите градови во Македонија. Тој се наоѓа во Поречката област и представува нејзин средишен општински центар. Како што спомнав, градот лежи на горното сливно подрече на реката Треска, оттаму произлегува и неговото име Брод. Што се однесува до географијата, значи има убава географија, природна шума околу, тука е реката Треска. Според историјата, односно историските податоци велат дека според еден надгробен споменик пронајден во селото Крапа, утврдено дека просторот бил населен со римјани. Подосна со доаѓањето на словените во овој крај се доселило словенско племе Берзити, односно Брсјаци. Македонски Брод е стара населба. Првпат се спомнува во една повелба на кралот Стефан Урош, втори Милутин од 1300 година. Стариот дел од населбата се наоѓал на левиот брег на реката Треска. Во околината на Брод, во близината на село Девич, видливи се остатоци од градби што ја потврдуваат претпоставката дека на тој простор во средниот век постоела населба која функционирала како центар на целата област. Таму се издигаат девините кули кои се изградени во близина на пештерата Пешна, каде пак се наоѓаат остатоци од зидините на градот кој според преданието го изградила младата девојка Пешна, сестра на јунакот крале Марко. Тоа се тие некои легенди, историски податоци кои го пишуваат ова мало градче. Што се однесува до климата, умерено континентална клима која се одликува со ладни и врнежливи зими, суви и топли лета. На високите планини е изразена планинска клима со кратки ладни лета и долги и снежни зими. Најтопол месец со средна просечна температура е јули до 25 степени. Најстуден месец со средна просечна месечна температура е декември од минус 15 до плюс 3 степени. Еве тоа се неколку податоци за ова градче кое според пописот од 2002 година имало 3725 жители. Од тоа, значи, имало тројца запишени роми, срби 9, мина бошнеци 1 и други. Според новиот попис, не знам точно колку има почитување, но очигледно, бидејќи во многу делови во Македонија порастот, односно жителите се намалуваат, има многу миграција, преселба во странство, се надевам дека можеби во тоа градче таа бројка се уште е задржана. Како и да е, ако имате прилика,
ako odete znači, vo Zapadna Makedonija, preko Prilep, za Kičevo, posjetite ga ova grače, zastanete malko, prošetajte okolo. Ako ste ljubitelj na pastramka, ima tamo ribnjaci privatni, znači rekate iz Obilova, treska su ubava, čista, zdrava riba, može da ga posjetite i da je posjetiti Branata Kozjak, potečeni je to na rekata Treska, ja sam imao mnogo priliki da bidam tamo i da ga posjetovam toj region, koga sam rabotil v Bitola, Kičevo, Makedonski Brod, znači ubavo je tamo da se pomine nekoje vreme. Što desovo ponatomu za sovetite od zdravjeto, ova utro povtorno ke zborovom za Koprivata. Во предпоследната емисија, односно во последната емисија што имавме минатата седмица, зборувавме за хранливоста и вредноста на Копривата. Бидејќи сега е време на коприви, кога земјата се буди и ете уште неколку совети. Што крие во себе Копривата и кои се низините многобројни лековити својства? Значи, расте во височина и до метар и пол. Тоа некаде тамо на лето ке потера, меѓутоа сега тек може би 20 сантиметри има, кај што е кога е најдобра, најхранлива и полна со витамини. Лесно се препознава, може би вие кои сте градски деца или градски луѓе, не може да препознаете Копривата, но ќе ја препознаете по тоа кога ќе ја фатите со прстите, ќе ве опече. Така да ќе знаете дека тоа е Коприва, но верам дека нема човек кој не ја познава Копривата. Копривата доаѓа од семејството на ендодомни или дводомни тревести растенија, а најпознат род од ова семејство е родот Коприва, која има на овие простори. Дури и семето е хранливо, за кое ќе зборуме во некоја друга емисија, тоа некаде на лето, кое ќе пушти семе, кое ќе созрее, исто така семето е многу хранливо и лековито. Таа е најраспространета по стрмни места, како и влажни површини на целите континенти и во Азија, Африка, Северна Америка, Европа и така натаму. Значи, цвета во период од пролет до есен. По изгледот се карактеризира со листови во форма на срце. Истите се покрини со ситни жаровити влакна кои испуштаат сок, кој пак ја иритира нашата кожа. Како што спомнав, ако не ја познавате Копривата, фатете ја со прсите, пак ќе ве опече. Во однос на годишните времења во кои цвета, така се собират низините различни делови, односно низиното семе најдобро е да се собере во есенската сезона, коренот во пролетниот и есенскиот период, а преостанатите листови и врвови исто така на пролет. На овој начин билката се искористува во цело. Значи и коренот има многу хранливи состојки во самиот корен. Еве лековите својства. Копривата се смета за едно од најлековитите билки, бидејќи е одличен природен лек за повеќето здравствени проблеми с кои луѓето се соочуваат секојдневно. Така, таа е одличен сојузник на борбата против, гледате сега, сезонските алергии, со кои моментално се соочуваат милиони луѓе. Сега сме токму во сезона, кога ќе почнат да цветат дрвјата, тревата расте и многу луѓе имаат проблеми, односно алергии. Потоа помага во намалување на шекерот во крвта, ја зајакнува и прочистува истата, значи прочистувач на крвта, при што ја прави за одлична природна алтернатива за анемија и слабокрвност. Они кои имаат помалку железо во крвта во себе, ете, нека пијат подолг период Коприва, чај од Коприва и сето тоа ќе се надомести. Воедно низините својства помагаат и во прочистување на жолчката, црниот дроб и цревата. Лековитото растение помага и против инфекциите и болестите на уринарниот тракт, а еве како можеме да го приготвиме тој чај или тие препарати за употреба. Употреба на Копривата. Чај против опаѓање на косата. Ете, ако некој има проблем, посети разни шампони на база на Коприви, меѓутоа тоа се хемија е тоа, меѓутоа ако имате пристап до Коприва, наберете си, уште денеска излезете во природа или до најблискот риче, ако сте туканите во близина, наберете доволно Коприви, може да се прават и разни манџи и чаеви. Копривата е одличен природен лек против опаѓањето на косата, а воедно го потикнува низиниот раст.
За ова цел, чајот можеме да го приготвиме така што, внимавајте сега, во 5 литри вода ќе ставиме 5 грста свежа коприва и ќе оставиме водата да зоврие. Значи, земете една шака, би се рекло, коприви, ставите во 5 литри вода. Чајот треба да обстои околу 20 на минути, а потоа течноста да искористиме при миењето на косата. Значи, може да ја пиеме, да го пиеме тој чај, но потребно и може да ја опереме косата со таа вода. Купка за умерени стапала. Ова лековито растение е идеално за решение како да ја вратиме енергијата и да ги освежиме уморните стапала. Исто така, и за чајот за коса, така и овде во 5 литри вода потребно да се додадат полна дланка измиени стебла, корени од свежа коприва и вака треба да ги оставиме да обстојат во ладна вода во временскиот период од 8 до 12 часа. Потоа само треба да ги потопиме нашите стапала во лековитата купка. Значи, претежно луѓето имаат во пролета болки во нозите, во стапалата, во зглобовите. Еве решение кое може да ни помогне. Направите, значи, купка за уморните стапала. Во 5 литра вода ставите доволно коприви и да обстојат, да остојат од 8 до 12 часови. И тој екстракт, тој сок кој ќе пуштат овие од корењата, од копривата во водата, тогаш ги ставате, ги потопувате вашите стапала во лековитата купка. Чај за облажување на разни тегоби. Мислам дека вие како искусни гледачи знаете да направите чај, тоа е многу лесно. Се прави тинктура за прочистување на крвта. Копривата е магичен лек кога станува збор за анемија и слабокрвност, а со помош на следниот рецепт растворот од коприва ќе ни помогне и во ефикасно прочистување на крвта. Еве што е потребно. Потребно е претходно измената коприва или корењата од копривата, да ги сецкаме и да ги ставиме при врвот на шишето. Потоа се додава ракија, во чиј состав алкохолот е застапен од 40% и така направената смеса се става да обстои 14 дена пред да може да се употребува. Значи, правите домашна тинктура во ракија. Се исецкуваат, значи, корењата ситно и се става, значи, озгора во шишето, тие ќе остаат горе, меѓутоа убаво да се промешува, така тоа стои 14 дена и тоа потоа се користат во мали количини за потребите за прочистување на крвта. Еве, почитувани гледачи, има уште многу што да се каже за копривата, но мислам дека беше доволно. Излезете денеска, прилично е времето добро, ако може би врне кај вас, одложите го тоа за некој од следните денови, како е да е, искористите го времето. Пролета, кога копривата сега излегува нагло и користите ја, бидејќи е многу лековита. Ви благодарам што имавте трпение да ме се слушате, а сега одиме повторно со песна. Како пријател Исус, наши болки носи тој, терет наш и сите грижи се враце кај него. Еден имаш, кажи му ти
сега се. Ти на него се му значиш, се ке стори за тебе. За тебе. Се ке стори за тебе. Стори за тебе. Се ке стори за тебе. Се ке стори за тебе. Sve što imaš ti mu predaj, to ime večno zakaznaj. Život bez njego ti nemaj, zašto melivo je se. Prijatelj ti jedan imaš, kaži mu ti сега се. Ti na nego se mu značiš, sve ke stori za tebe. Prijatelj ti jedan imaš, kaži mu ti сега се. Ti na nego sve mu značiš, sve ke stori za tebe. Za tebe. Sve ke stori za tebe. Za tebe. Sve ke stori za tebe. Za tebe. Sve ke stori za tebe. Prijatelj ti jedan ima. Prijatelj ti jedan ima. Кога зборуваме за библиските личности, почитувани гледачи, денеска ќе кажеме неколку реченици, неколку зборови за Арон. А кој е профилот на Арон? Може да кажеме на самиот почеток дека Арон е потпарол на својот брат Мојсеј. Арон е рангиран како еден од трите најважни првосвештеници, спомнати се како во Библијата. Арон, потоа следат уште двајца, Мелхиседек и Исус Христос. Тие се на вистина на голема висина. Мелхиседек рано едноставно бил спомнат тамо во прва книга Мојсеева, единствениот вистински Бог, кај што тој го пожавал секако Бога и го благословил Аврама во Салем. Стотици години подосна тој едноставно тој доаѓа од свештенството, од левитското свештенство кој го започна секако и Арон го продолжува тоа свештенство. Сега нашиот последен и вечен правосвещеник застапен за нас на небото и самиот Исус Христос. Значи, за Мелхиседек не знаеме многу информации, но е назначен дека го почитувал Севишниот Бог, кога го среќава Аврама и Аврам му дава дарови и десеток на овој свештеник, а Арон е ставен, значи е поставен во тој ранг, а за Исуса да не зборуваме многу, зашто тој е највисокиот, најголемиот наш правосвештеник кој е на небото и не се моли за нас и посредува за човештвото. Како постар брат на Мојсија, Арон одиграл голема улога во богатството, односно во бегството на евреите од Египет и нивните талкања во пустињата веќе 40 години. Пошто е познат најмногу кај нас христијаните Арон? Секако по на правење на златно теле, додека неговиот брат Мојсија бил горе 40 дена на планината Синај, Арон бил притиснат од мноштвото луѓе кои се посомневале дека Мојсија може би веќе мртов, немале водич, и затоа рекле луѓето: ајде Ароне, направи ни теле
stoja da odi ispred nas. Iako Aron trebalo da bude čvrst, no njegoviot karakter bil dosta slab. Koga Bog mu dal na Mojse da ga oslobodi porobenite Jevreji, Mojse izrazil somneš, Aron se zasile kako zaeknuvački partner. Znajme deka Mojse imal problem so govorot i zato Bog mu vika na Mojse, mu veli na Mojse, ti ke bideš prv, do tebe ki bide Aron, toj ke zborova mesto tebe i zato ti go prakjam i Arona. Istina, Aron bil čovek koji zajedno su njegovi od brat Mojsije go vodile narodot izraelski i učestvovale vo samot izlegovanje od Egipet i 40 godini pominuvale odelin iz pustinjata. Na granicata navetenata zemlja Mojsije go zel Arona na planinata Hor i gi predadevili sveštenski oblike na Aronoviot sin Eliazar. Znači, go polnomoštil sinot na Eliazara da bide nositelj na toj plašt, na tije oblike što gimel Mojse bidiki. Mojse znal deka treba da umre naskoro. Jednostavno gi predava sititi ovlastuvanja na Arona, odnosno njegoviot sin Eliazar. Aron umrel tamo, znači na ta planina Hor vo 123. godina od svoje život, a narodot ga oplakovao 30 dena. Znajme deka Mojse umira na 120 godini, njegovi život je podeljen na 3 etapi, 40 godini to je živel vo Egipet, 40 vo pustinjata na podgotovka za služba i 40 godini patuval niz pustinjata su svojet narod konvetenata zemlja. Posle 3 godini umira i Aron, bratot na Mojseji. Aron svekako ne bil sovršen, kako niko od nas ne sovršen. Imao svoje slabosti. To je bilo golem test, kako što spomnav, koga narod go pritisnal da napravi zlatno tele i toj jednostavno go prihvatil, to je predizvik i pošao da kadi. Navistina nisko padnal vo svoju duhovnost Aron, no sepak vo svoje to srce to je go sakal svojot Gospod. Tako da, eve počtovni gledači, kako Mojsi što nije primjer vo mnogo raboti, da gi prifatime, on je pozitivnite karakterne osobini od Arona. Čovjek koji go ljubil Boga, imao svoje slabosti, no sepak go završava svoj život so čvrsta, so silna vera vo svoj Gospod. Od mi sega da ja prosledim je rubrikata za arheologijata, koja ja potvrdova verodostojnosta na Biblijata, na Svetoto pismo. Bi pročitao nekoliko informaciji, nekoliko rečenici od knjigata arheologijata i Biblijata, dolg pad do Ninevija. Znači, knjigata je potvrdova lopatata. Koga velam knjigata se misli na Biblijata. I deneska arheolozite koji kopat i koji pronagjat razni pronajdoci vo zemlja je potvrdova verodostojnosta na Biblijata, na Sveto pismo. Arheolozite koga Sir Henry do kraj go odgatnal behitinski od natpis otkril deka arheološki od lokalitet Korsbart, kada što se pronajdeni toliko mnogo zapisi i kipovi ne je Ninevija, бидејќи големата асирска палата не се спомнува. Меѓутоа, утврдено е дека палатата му припаѓала на Саргон II, таткото на Сенархима. Саргон, кој царувал во време на владењето на Салманасара V, го освоил главниот град на Северното Израелско царство. Самарија оставил детален извештај со клинесто писмо за своето освојување. Ја опколив и ја освоив Самарија и ги одведов низините жители. Овде се спомнува бројка од 27.290 жители. Бидејќи нивните имења се наоѓале единствено во Библијата, научниците што се сомневале во Саргона и во Салманасара преминувале преко нив со подсмев, означувајќи ги како митски ликови. Но Корсбат не бил Ниневија. Хенри Лајард уште еднаш одел по слеп пат со цел да дојде во Ниневија, кога го открил Нимрод, градот што го подигнал Нимрод и кој во Светото писмо е познат како Калах. Нимрод ги открил своите палати
и црниот обелиск на кој се спомнува израелскиот цар Јехо. Најмногу интерес побудиле предметите направени од слонова коска. Библискиот извештај зборува за палатата на Ахава, која била направена од слонова коска. Слоновата коска во Нимрод лесно би можела да биде дел од пленот на Самарија. Најпосле Ниневија е пронајдена на две еднакви урнатени на спротивната страна на реката од денешниот град Мосул. Таму во библиотеката на Асурбанипала откриле десетици илјади клинопишани документи од големото историско и книжевно значење. Меѓу пронедените списи бил и епот за Гилгамеш, вавилонски праначен извештај за создавањето на светот, и епот за Гилгамаш и потопот, кој е спореден со извештајот за потопот од прва книга Мојсеева. На плочките во библиотеката на Асурбанипала пронајдени се имиња на разни библиски ликови: Ахав, Езекија, Сенархим, Саргон и многу други. Откопана е една палата, две градски врати и дел од еден бедем, но на современиот посетител на Ниневија тоа му изгледа како запуштено место. Целосно уништување на асирските свирепа престолнина е исполнување на пророштвото на пророкот Наум. Наум предкажал дека главниот град на тоа царство, кој во негово време се протегало од Црно море до северните граници на Етиопија и од песокот на Арабија до бреговите на Средоземното море, ќе исчезне без трага и дека во него нема да остане никој да го жали. Тоа го пише во книгата на пророк Немија, 3 глава. Еве, почитувани гледачи, тоа бе неколку информации за Ниневија. Значи, некои се сомневаат критичарите во веродостојноста на овој град дека постоел, меѓутоа археолозите пронашле во тие библиотеки многу пренајдоци кои потврдуваат веродостојноста на пророштвото дека Ниневе ќе исчезне еден ден. Знаеме, Ниневе бил град некаде околу 120.000 жители. Како е да е, денешната археологија ја потврдува веродостојноста на Библијата на Светото писмо. Еве, полека дојдовме и до ова наша денешна утринска програма, почитувани гледачи. Ви благодарам на вашето внимание. Ви посакувам да имате убав ден, благословен од Господа. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, утре во 8 часот и 30 минути, значи во исто време, на исто место. До тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.